овај мандат Министерството за здравство се користи на некој начин само како алатка, од каде што ќе треба да се обезбедат дополнителни суми средства кои што ќе се искористат за незнайни цели или ќе завршат во одредени джепови. Вие како заменик министер, заедно со министерот за здравство, сте должни од говорницата на Собранието на Република Македонија да им дадете одговор на прашањата на граѓаните кои што до нас постојано стигнуваат од нив, а кои што се поврзани од една страна за нивната здравствена услуга, која што треба да биде квалитетна, и од друга страна должни сте да дадете отчет за потрошените народни пари, за што Министерството ги троши, за какви цели и на крајот да кажете во чии джепови тие завршуваат. Голема заинтересираност, почитуван заменик министер, предизвика сумата која што планирате да ја потрошите за новиот клинички центар и искрено во контактите со граѓаните знаете што не викаат. Што чудо ќе да беше ова, каков клинички центар ќе биде тоа. И знаете што одговарат? Да не случајно некој си чудо од Вселената, да не биде како вселенски брод кој што ќе лебди во просторот, па наместо болните пациенти да доаѓаат до клиничкиот центар, може би тој ќе се движи до Штип, до Струмица, до Охрид, до Струга, таму каде што е потребен. Затоа што се работи за 480 милиони евра, почитуван заменик министер, средства, народни пари кои што треба да бидат потрошени за изградба на овој клинички центар. Знаете, во минатото кога се работеше за 120 милиони евра претходната влада, кога требаше да го изгради, мислам беше пред фаза на отпочнување, тогаш Социјалдемократскиот сојуз кажуваше па за злато да беше покриен и немаше да кошта 120 милиони евра. Сега вие барате 4 пати повисока сума, 480 милиони евра, а не верувам дека за 4 пати ќе ја подобрите здравствената услуга, бидејќи во овие 2 години покажавте дека не могли сте тоа да го направите. Сакам да им одговорите на граѓаните. Прво, да ја кажете реалната сума, колку овој клинички центар ќе кошта, бидејќи граѓаните не пијат мастило, почитуван заменик министер, многу точно знаат колку метри квадратни градежен материјал влегува, цената на градежниот материјал и така натаму. Второ, сакам да им објасните на граѓаните каде планирате тие 360 милиони евра, во чии джепови или зашто би ги искористиле. И ме интересира да ми кажете кога ќе отпочне со градба, значи целата таа методологија и кога планирате да се заврши. Физибилити студијата изработена од 2014 година, од времето на ВМРО ДПМН, е таа која што предвидува 480 милиони евра. Ние немаме правено некои нови документации, таа е иста физибилити студија, таа е појдовниот документ на кој што ги почнуваме постапките. Таа е физибилити студија, усвоена од државните институции во 2014 година, тогаш е изработена, платени се државни пари, дел се грант за нејзината изработка и во физибилити студијата спаѓа главниот проект, надзорот, изведувачкиот проект, опремувањето и тренингот на лекарите за управувањето со опремата. Цените во здравството барем се транспарентни, јасни и секако унисони, се знаат, но прво податокот кој што го соопштивме во јавноста или излезен во јавноста е исклучително таа физибилити студија. Допрва ќе почнуваат постапки околу избор на изведувач, околу избор на надзор, главниот дизајн, опремата или слично, така да прашањето е многу прецизно од ваша страна, но и одговорот е многу јасен и едноставен. 480 милиони евра за клиничкиот центар е податокот кој што излегува од единствениот документ, физибилити студија за клинички центар во главниот град Скопје, изработен 2014 година од владата на ВМРО ДПМН. И во делот на континуитетот на постапките, за вакви проекти ние продолжуваме, ова е тој документ на основа на кој што после тоа се градат сите други постапки. Јас не сакам да бидам негативно сватен или критички да се однесувам. За овој главен проект сакам да искористам можноста да повикам опозицијата да се вклучи заедно со представници на власта, односно Министерството за здравство, во стручни комисии, директно овде во парламентот, да заедно ги тераме сите овие постапки.